Добар ден, го гледате Дневникот на Канал Плюс во 16:30. Останете наредниот половина час заедно со нас и видите кои настани му дадоа белек на овој ден. Еве ги темите на денот. До крајот на годината ќе светнат првите светилки во туристичката населба Равна река во Пехчево. Електрификацијата на туристичкиот бисер на крајниот исток е финансиран од Ева на Македонија. Здравието на удар на тропските горештини. Во помош на граѓаните се ангажира Црвениот крст, а бесплатни лекарски прегледи се реализираат во рамки на проектот Здравје за сите. Во Виница рекорден одзив за бесплатно летување за децата од социјално ранливите семејства. До сега 80 апликации во Центарот за социјални работи во Виница. Започна електрификацијата на туристичката населба Равна река во општина Пехчево. Со изградба на 4 хидроцентрали проблемот со електрификација, нови туристички бисер на крајниот исток, целосно ќе биде надминат. Проектот чини 600.000 евра, средства обезбедени од Ева на Македонија. До крајот на оваа година ќе светнат првите светилки на локалитетот Равна река во Пехчево. Општината се избори и договори Ева на Македонија да ја постави својата мрежа во оваа значајна за општината и локалниот туризам туристичка населба. Големи напори направивме и конечно успеавме да направиме еден проект кој што ќе биде многу значаен за развојот на туризмот пред се во Пехчево, за развојот на туристичката населба Равна река и на сите делови што гравитираат према населбата Равна река, затоа што станува збор за електрификација на Равна река, која ќе биде со далековод, што ќе помине през многу наши пропратни места во кои што имаме објекти и тука голем број на граѓани ќе бидат задоволни со самото тоа што ќе можат да после толку години добијат струја. Според деталниот урбанистички план, 350 плацеви се планирани на Равна река, 20 од нив веќе се продадени, а со наредниот оглас ќе се пуштат во продажба уште 30 дина. Општината ги направи сите предуслови за електрификација со што овие плацеви ќе добијат на уште поголемо значење покрај прекрасната местоположба. Ќе се гради еден среднонапонски вод од Пехчево до спомнатата локација во должина 13,5 км и дополнително нисконапонска мрежа од 5 км, што значи дека ќе дојдеме со струја, односно со нисконапонска мрежа до секој еден плац кој е предвиден во урбанистичкиот план. Меѓутоа, она што сакам да го истакнам и да го уверам градоначалникот, затоа и денеска сме овде, дека сето она што е предвидено во развојниот план за Равна река, оваа наша мрежа и овој наш проект ќе ги опфати. Тоа значи дека сите тие 350 објекти, дополнителните 4 или колку и да се хотели или мотели кои се планирани, вклучително и 5 мали хидроцентрали кои се планирани да се изградат на тој локалитет. Значи станува збор за еден навистина голем проект, нешто за што и ние како компанија сме навистина среќни што успеавме да го избуџетираме и да изнајдеме средства, бидејќи навистина бевме убедени од страна на градоначалникот во сите тие разговори, на сите тие состаноци дека еден од најважните проекти за развој на општината, не само за туризмот, меѓутоа и за поттикнување на купувањето на плацовите во градба на новите објекти, вклучувајќи ги и хотелите, навистина електричната енергија неминовна и без тоа не би можел да се развива тој крај. Целиот проект за електрификацијата на Равна река изнесува 600.000 евра, средства во целост обезбедени од Ева на Македонија. Проектот Македонија вработува успешно се реализира во општина Берово. За неполни 3 месеци преку овој проект во Берово се вработени 24 лица. Заинтересираните работодавачи може да аплицираат до агенциите за вработување, но претходно од до УЈАП треба да извадат потврда дека во последните 2 месеци компанијата нема неисплатени плати. Проектот Македонија вработува во општина Берово се покажа како многу успешен. Имено за неполни 3 месеци од почетокот на овој проект, по ослободување од придонеси за социјално осигурување, Центарот за вработување во Берово има вработено 24 лица.
Со овој проект се опфатени 3 групи на лица, изјави раководителот на агенцијата. Значи со овој закон се опфатени лица до 35 годишна возраст и работодавач кој ќе вработи лице до 35 годишна возраст се ослободува од плаќање на придонеси за социјално осигурување во рок од 36 месеци со обврска вработеното лице да го чува на работа дополнително плюс уште една година, значи вкупно 4 години. Друга целна група која може да се вработи по проектот Македонија вработува се лица од 35 до 50 години. Лицата од 35 до 50 години потребно е во последните 15 години, 10 години да не биле во работен однос и работодавачот кој ќе вработи од таа целна група исто така е должен лицето да го чува на работа дополнително уште една година. Друга целна група која може да ги користи тие ослободувања и да го реши своето вработување се лица над 50 години, лица корисници на социјална парична помош, родители на деца со пречки во развојот, родители на 3 и повеќе деца и работодавачот, ако вработи лица од таа целна група, е ослободен 60 месеци од придонеси за социјално осигурување, а вработување на лица на возраст над 58 годишна возраст, работодавачот е ослободен до исполнувањето на лицето, до исполнувањето право на пензионирање. Од агенцијата апелираат до сите работодавачи добро да ги проучат можностите кои нудат голем број на корисни ефекти за самите компании, се разбира и за вработување на нови лица. За да може работодавачот да користи некој од овие мерки, потребно е најпрвен да внесе барање во Центарот за вработување и потврда од Управа за јавни приходи дека во последните 2 месеци нема неисплатени плати и придонеси. Значи тоа е условот, еден од условите да може работодавачот да аплицира по таа мерка. Инаку во Центарот за вработување во Берово до 30 јуни годинава има евидентирано вкупно 1587 активни баратели и 711 пасивни баратели на работа. Фондацијата за развој на локалната заедница Штип денес организираше дебата за перспективите и предизвиците со паркинг просторот во Штип. Дебатата е дел од проектот И паркингот е животен стандард, кој има за цел зголемено вклучување на граѓаните во креирањето на локалните политики. Од општината велат дека платениот паркинг покажа позитивни ефекти. Фондацијата за развој на локална заедница Штип денес со завршна дебата дискутираше за проектот И паркингот е животен стандард. На дебатата се дискутираше за ефектите од постојниот модел на управување со јавниот простор за паркирање. Нашиот став е дека треба да се укине паркингот затоа што решението е донесено на брзина, без консултација и не го решава главниот проблем, а тоа е метежот, сообраќајниот метеж во градот. Нормално јавното претпријатие Стипјун има друг став кој што е обртен од нашиот. На крајот разговаравме околу некои идеи како би требало да се подобри, посебно идеи кои што не бараат многу финансии, например стимулација при купување на велосипеди, изградба на велосипедски патеки, електроскутери, делење на возило на луѓе кои што живеат блиску и така натаму други мерки кои што се познати во светот. Заклучивме дека последното решение треба да биде наплата на паркингот, но не првото. Прво, инвестиција во јавен простор, во јавен превоз, инвестиција во со јавно-приватно партнерство, во картни гаражи, во нови паркинг места, овозможување на алтернативен превоз на граѓаните, значи проширување на паркинг места, се друго што треба, па на крајот да се наплаќа паркинг. Беа поканети сите граѓани да го искажат своето мислење и да дадат придонес во изнаоѓање решение по нивна мерка. А еве што за штипските паркинзи кажа и директорот на јавното претпријатие Стипјон. Мислам дека ефектите за сега се двојни. Избивање на сообраќајот, односно на паркирање од централно градско подручје, овозможување на сите оние кои што имаат потреба некоја административна работа или финансиска работа да се завршат во центарот на градот за време на работниот ден. И понатаму има одреден, може би помал финансиски ефект, каде што тие средства сега за сега се мали, но сепак може да се вложат во изградба на одредени улици, паркиралиште. Еве ефектот се чувствува тоа. Секогаш да се најде слободно место за паркирање и воведување нови системи за паркирање со SMS пораќи.
Тоа е во тек на анализа, мислам дека во догледно време до крајот на 2015 веќе ќе имаме можност да го спроведеме тој начин на наплата за паркинг простор. Урбанистичкиот план на градот и не дозволува големо проширување и изградба на паркинг простори. Единствено подобро решение за оваа изградба е катна гаража, но инвестицијата бара неколкумина милиони денари, вели Тони Јовев, директор на јавното предпријатие Стипион. Инаку целта на проектот е зголемено вклучување на граѓаните во креирање на локалните политики, преку мобилизирање на јавноста во решавањето на приоритетите и потранспарентно управување со јавните средства од локалната самоуправа. Со цел да им помогне на граѓаните полесно да ги пребродат жештините, Општинскиот Црвен крст во Штип денес во центарот на градот делеше совети, вода и лекарски прегледи. Во рамки на проектот Здравие за сите, штипјани од денес и во наредните неколку денови ќе имаат бесплатни основни лекарски прегледи пред здравствениот дом. Граѓаните на Штип и денес во овие неиздржливо топли денови има можност во центарот на градот да добијат бесплатна флаша вода за пиење. Општинската организација на Црвен крст Штип денеска спроведе акција делење вода за пиење и бесплатни превентивни прегледи за граѓаните на општина Штип. Волонтерите на Црвен крст со едукативна програма делеа совети за однесување во топлото време. Се разделуваат флаери со совети од кој до колку часот да се избегнува жешкото. Обично поради големите температури се случуваат различни удари кај по старите лица, па затоа во овој период треба да ги избегнат овие топлотни удари. Исто така и делевме вода, ги разладивме големиот дел од сограѓаните кои помина во овој период на овој предел, а исто така со оваа акција ќе продолжиме понатаму. Покрај денешната активност, Општинската организација на Црвен крст ќе продолжат и понатаму да окажуваат помош во делот на социјално-хуманитарната дејност. Ќе биде доделена помош на социјално загрозените категории од нашиот град и исто така ќе се организираат повеќе вежби во делот на првата помош со цел подигање на свеста кај населението и вакви дејности од здравствено-едукативен карактер, каде што ќе се дели пропаганден материјал, вода за пиење во овие жешки денови. А во рамки на програмата Здравие за сите, во текот на неколку дена пред зградата на Здравен дом Штип, екипата на медицинскиот центар од 18:30 до 21:30 часот на граѓаните ќе им се врши преглед од делот на мерење притисок, мерење шеќер во крвта, телесна тежина, испитување холестерол во крвта, како и давање совети за грижа на нивното здравје. Горештините не се пречка за реализација на агендата за подобрување на квалитетот на водоснабдувањето во градските и приградските населби. Денес се менуваше дел од инфраструктурата во населба Баби. Јавното предпријатие ИСАР денеска работи на улицата Лески во населбата Баби. Започнаа градежните активности на дел од улицата, за која се работи на подобрување на водоводниот систем, а во најскоро време улицата ќе биде и асфалтирана. Ќе се работи на 5 прекопи, а на 40 куќи во оваа населба ќе се подобри водоснабдувањето. Овде ќе направиме неколку прекопи, по самата улица ќе поставиме цевки, се со цел за после асфалтирањето да не мора да вршиме некои интервенции на оваа улица, а во тие цевки ќе биде поставено црево за вода со поголемо фи, која ќе ја подобри водата на граѓаните овде во одредени делови во Бабите кои што имаат долгогодишен проблем. Жителите во оваа населба, како што каже и директорот на ЈП ИСАР, подолго време се соочуваат со проблем со водоводниот систем, а поради работната активност од јавното предпријатие ИСАР апелираат дека во текот на денешниот ден ќе биде сопрен водоводниот систем, поради што граѓаните да бидат трпеливи, бидејќи ова пред се прави за нивен интерес. Активностите на ИСАР не застануваат овде. Веќе од наредната недела тие ќе работат на асфалтирање и уредување на канализационата и водоводната мрежа во повеќе населби во градот. Веднаш по завршување на оваа активност, одиме на улица Вардарска. Таму ќе започнеме со градежни активности, односно ќе менеме водовод и канализација. А сакам да најавам дека веќе од наредната недела ќе започнеме со градежни активности, односно со решавање на долгогодишниот проблем во Караорман. Односно ќе започнеме со канализационата мрежа во населба Караорман
И следно што ќе биде како јавно предпријатие, кога го имаме како активност, ќе одиме кон местење на приклучување во водоводната мрежа на населбите Балканска, Чардаклија и Македонка. Рекорден одзив за бесплатно летување за децата од социјално ранливите семејства во Виница. Досега во Центарот за социјални работи аплицирале 80 на деца. До средината на месецот ќе биде објавена листата на летувалците. 80 на деца од 5 до 9 одделение доставиле апликации за бесплатно летување во Струга. Од Центарот за социјални работи во Виница велат дека ова е рекордна бројка на пријавени. Во Центарот за социјална работа Виница се примени рекорден број на барања досега во рамките на проектот Бесплатен одмор и рекреација за деца чии родители се корисници на права од социјална и детска заштита. Во Центарот за социјална работа вкупно се евидентирани 78 барања од заинтересирани родители чии деца ќе летуваат во одмаралиштето Мајски цвет во Струга. Бројката е исклучително голема, имајќи го предвид фактот на вкупниот број на корисници на права од социјална и детска заштита и територијата и бројот на населението што го покрива Центарот. Меѓутоа, колку точно ќе заминат на одмор во средината на јули, ќе одлучува комисијата која работи во состав на Министерството за труд и социјална политика. Според висоците кои што се доставени до Министерството, сметаме дека сите деца, сите 78 деца ќе успеат да го искористат правото на бесплатен одмор и рекреација, поради тоа што бројката на деца е ограничена и веруваме дека Министерството ќе најде начин и решение да сите овие 78 дечиња од општина Виница да заминат и да го искористат правото на бесплатен одмор и рекреација во одмаралиштето Мајски цвет во Струга. Инаку во официјалната евиденција на оваа подрачна институција на список се околу 200 деца кои имаат право да користат бесплатно летување. 31 годишен поштар со иницијали ТД од село Злетово се самоповредил со својот пиштол марка Застава, кој легално го поседувал со дозвола за оружје. Настанот се случи вчера во Македонски пошти во Злетово. Заради невнимание при ставањето на пиштолот во футровата на појасот дошло до испикување на еден куршум, кој го погодил во десната подколеница, нанесувајќи му влезно излезна рана. На ТД веднаш му била искажана лекарска помош во село Злетово, од каде со брза помош бил однесен во клиничката болница во Штип, пошто е пуштен на домашно лекување. Вечерно освежување за Штипјани нуди Штипското културно лето. Вечерва ќе има вокални диалози во уметничката галерија, безистен изложба на фотографии и концерт во Дом на млади. Светот ќе се исцеди во чаша овој момент, низ заборовеното голубо доба кое се шири низ ладниот воздух. Доброто ќе биде засолнато таму, а потоа подарено некому од срце за срце. Штипско културно лето 2015 синоќа беше збогатено со музичко-поетски перформанс со кој беше промовирана новата стихозбирка на 18 годишната Анастасија Петрова насловена како Живеели изгреј сонцето. Пред големиот број љубители на пишаниот збор и пријатели и роднини на Петрова во Дом на млади, членови на драмското студио Гаврилов рецитираат дел од незините стихови. За книгата и плановите за иднината Анастасија Петрова го кажа следново. Ова ми е веќе втора стихозбирка која ја издавам. Првата ми беше на 14 години. Се викаше Стихот на моето срце, а ова веќе со поизграден стил и се вика Живеели изгреј сонцето. Стиховите се посветени на оние кои што ми се најблиски, кои што ги ценам. И емотивноста е она што ги прави моите стихови да бидат посебни и онакви како што се. Со Канал Плюс телевизија сподели во кои периоди од денот и доаѓа инспирацијата и дека македонските писатели и поети за неа се репер во пишувањето. Тоа се вечерните часови, најчесто по полнок или утринските часови. Откако ќе се разбудиме со утринското кафе. Го ценам Рацин, Нацо Шопов, како и нашиот Блаже Конески, а и сите други кои творат во нашата земја, а и во странство.
Незините песни и воопшто незиниот стил на пишување само пофолни зборови предизвикаа кај магистер Милена Ристова Михајловска, која беше промотор на книгата. Ристова Михајловска истакна дека користењето на постмодернистични техники и постапки во пишувањето ја карактеризира Анастасија Петрова како успешен млад поет на 21 век. На прашањето живее ли изгре сонцето, во суштина одговараат буквално сите стихови и сите песни од незината поезија, што значи дека сите песни се пропратени со една оптимистичка нишка и сите овие песни, сите овие стихови го представуваат стадиумот во кој што самата поетеса се наоѓа и можам слободно да истакнам дека оваа поезија е еден вид поезија на созревањето и поезија на растењето. Уметничката душа на Петрова не се ограничува само на пишаниот збор и затоа никој не е изненаден од одлуката по завршувањето на средното образование да се посвети на ликовната уметност. Но тоа не значи дека Петрова ќе престане да пишува, бидејќи во меѓувреме започнала да работи на својот прв роман. Вечерва во рамки на Штипско културно лето ќе се случуваат два настана. Првиот со почеток во 21 часот во уметничката галерија Безистен е насловен како вокални дијалози, а се однесува на музички дијалози помеѓу магистер Невенка Трајкова на пијано и гласот на магистер Кристина Палија. Вториот настан е самостојната изложба на фотографии на Тоши Трајчев, која ќе биде отворена во 22 часот во просториите на Дом на млади. Во исто време и на истото место ќе започне настапот на бендот Бернес Пропаганда, со кој оваа институција ќе го најави одбележувањето на светскиот ден на рок музиката 13 јули. Настанот ќе го збогатат Александра Кукушев и Благојан Донов, познати штипски музички имиња. Од почетокот на граѓанската војна во Сирија од земјата побегнале повеќе од 4 милиони луѓе, што најголем број на бегалци поради криза во последните 25 години, соопшти Агенцијата на Обединетите нации за бегалци. Ова е најголем број на бегалци од некој судир, изјави високиот комесар на Обединетите нации, додавајќи дека им е потребна поддршка од светот, бидејќи живеат во тешки услови и тонат во се подлабока сиромаштија. Папата Франциско на вчерашната средба со свештениците и бискупите на Еквадор, прва земја на неговата јужноамериканска турнеја, истакна дека црквата не треба да падне во духовен Алцхаймер, така што ќе ги заборави своите скромни почетоци. Немојте да се заразите со духовен Алцхаймер, немојте да го загубите сеќавањето. Свештеникот напредувајќи во кариерата, почнува да го губи памтењето и се чувствува важен, заборавајќи дека должност му е да им служи на сиромашните, посочи папата Франциско. Најмалку едно лице настрада, 30 се повредени, од кои 3 сериозно во силното време што вчера ја погоди Венеција и областа Венето во Италија. Жртвата во невремето е повозрасно лице, а повредените кои главно се здобиле со полесни повреди се сместени во болниците. Во згрижувањето на повредените учествувале 2 хеликоптера и 19 амбулантски возила. Силниот ветер корнеше дрвја, а оштетени се голем број на куќи. Над 300 деца учат пливање на градскиот базен во Штип, во пливачката школа Партизан 2012. До сега 100 деца го поминаа првиот дел од обуката, каде што ги совлада основните техники на пливање. Во вториот дел во пливачката школа Партизан 2012 ќе учат 300 деца. Моментално сте присутни на вториот дел, односно вториот курс од пливачката школа Партизан 2012. Првиот дел го реализиравме доста успешно, имавме 100 дечиња. Вториот дел исто така е импозантна бројка, значи очекуваме некаде околу 300 дечиња кои што оваа година треба да бидат вклучени во пливачките школи на Партизан. Тоа покажува дека свеста кај нашите сограѓани е на големо ниво и покажува дека размислуваат за ова автоматизирана релација од аспект на пливањето, да своите дечиња ги пратат на квалитетни обуки за одржување и спроведување на курсови за стиловите на пливање на пливачката школа. Пливачката школа Партизан работи и на проект за прилагодување во вода за децата со посебни потреби од дневниот центар. Деловите од нашата програма. Значи, ние спроведувавме, колегата Мирко Јакимовски е професионално лице во дневниот центар за деца со посебни потреби и на заедничка иницијатива со делот кој тимот кој што го води
дневниот центар Дејан Здравков, значи морам да потенцирам дека ова е веќе втора соработка од ваков вид. Првиот беше Игри без граници за деца со посебни потреби, кој што е успешно спроведовме во ЕМУЦ Колен Ектенин, значи во средното општинско училиште. Ова е втор дел и се надеваме дека нема тука да сопреме со ваков истичен тип на организации за овие дечиња, значи со посебни потреби. Ние планираме секоја среда да имаме активности со овие дечиња. Ова ми е трета година што учам и сега сум во полупливач. Како се забавуваш? Добро, убаво. Научи ли да пливаш? Да. Колку е добро оваа пливачка школа? Многу. Бројот на деца кои годинава изучуваат пливање на градскиот базен, како никогаш досега е голем. Ова е вистинско уживање за децата и за оние кои сакаат да научат да пливаат, но и од полупливачи да станат комплетни пливачи. Ова е се во првиот дневник на Канал Плюс. Со нови содржини се гледаме во 20 часот. На крајот дневникот видите какво време не очекува. Пријатно попладне.